Многумина за Балканот велат дека е исторен дел на Мала Азија, кој што случајно залутал во Европа. А ние пак пркусни балканци на секој начин се трудиме тоа да го демантираме. Токму од овие простори спортисти наши придонеле за нив да се чуе широм европските па и светските меридијани. Денешни гости во емисијата Штипски соколи, почитувани гледачи, се бивши членови, ветерани на боречкиот клуб Балканец. За успесите, тагувањата, титулите и поразите ќе чуеме во наредниве минути. Значи со нас во студиото на Ирис телевизија се господинот Киров Тошо, Џангјозов Љупчо и Коцев Санде. Добро дојдовте во студиото на Ирис телевизија и уште подобро да се чувствувате. Дојдовме и до Санде Коцев. Па, господине Коцев, да ни кажете на почетокот за вашите исто така почетоци, како беа тие моменти, со кого отидовте, каде отидовте, каде беше првата средба со боречкиот клуб Балканец, во кои простори, накратко. Пред да почнам да дискутирам за мојата спортска кариера, сакам да ги поздравам любителите на спорт у Штип, посебно любителите на борењето на Балканец. Па видите вака, и јас како секој младо момче у тие години, 65-та година, изразив желба да се бавам со некој спорт. Но желба ми беше да се бавам со овие тешки спортови. Сакав да бидам боксер или борач. Бидејќи у тоа време боксерски клуб не знаев кај има, и еден ден со децата од малото, од Бело Брдо, и тоа морам да ги спомнам, бидејќи тие са биле доста добри спортисти. Тоа са Гоце Влахов, Давидов Благој, Здравев Перо Семката, Василе Величко Владо Мурето, Наков Душко и Донев Коце. Се договоривме да одеме да тражиме кај има борачки клуб, да бидеме борачи. Во тоа време во нашто мало живееше едно момче, викаше се Коле Гицов Мечто, Коле Мечто го викааме ние. Он беше вака доста разбацан, развиен, и ние од страна го гледаме и се питуваме шо работа е, дека му ваа снага. И еден ден сретнувам го ја таму малото и му викам, слушај Коле, абе шо ти вака си некако убаво изграден, шо работа е? Ми вика он на мене, абе Санде, јас сум борач. Како бе викам борач? Борач бе, ја борам се вика. Бе каде е тоа, како е, шо? И почна да ме интересира мене. И он ми вика на мене, слушај Санде, ти ќе доеш вечер околу 5 саато кај сладкарато Пролече, тоа е куќата на Ренџов. Тука што е одма Бриони дека е. И ние се договоривме со оваа група што вие прочита, што вие спомна, договориме се, одеме таму, кога идеме таму, има што да видиме. Таму е едни градоси, едни борачи, едни разбацани, едни развиени, тоа атлета. И ние кога ги погледнаме, ние се гледаме, леле, викаме, шо е ова? А у тоа време имаше асови, афирмирани луѓе, више таму што тренираа, тоа тренираа у дворо на Ренџовата куќа. Таму беа Шутев иако беше мал, али беше развиен со мускулатура. Тука беше Стојан Ристов, тука беше еден Добре Маринков, тука беше еден Томе Атанасов, па еден Коста. Беше набиен како Тарзан. Томов Благој. И исто еден многу развиено момче, Пернар Мирко. Тоа беа едни луѓе што стварно можеше што да се види у нив. И кога почнаа да ги изведуваат тие борачки виштини, ние се фрапираме. Викаме, шо е се ово, како го учат, како е во. Гледаме од страна, заврши тренингот, ние секој деме по дома, ама ноќта размислуваме како, шо, дали ние еден ден можеме такви да станеме. Наредниот ден собраме се туку малото, ќе одеме па на борење. Одиме една неделя, две, само гледаме. После тоа почнаме да се доближуваме до струњачите и таму по аглите на струњачите почнаме меѓу себе да се бореме, овие што ги спомна, фанеме се така у панталони, у мајчки кои идем бореме се, а тренер у тоа време беше мислам беше Рангелов Бојан. И он со едно толку ги прате тренизите на оние стари борачи што ви ги напомна, гледа ги како тренират, како работат, а со другото гледа
по страна, он стручњак, он гледа таленти и од млади треба да се тражи, темело да се граде темел. И виде некој захват, ние онака детински изведеме го и он дојде само вика не така, фани го вика вака го обрни. И ние го копираме тоа што ни го каже и после цело време тамо на крајо вежбаме си го тоа, па некош паднеме и надвор од струњачите на тоа, али деца нема тоа проблем, продолжуваме ние. Тука од име некое време, после тоа ја не знам од кои причини, ама клубо пресели се, не знам, тога не ми е познато од кои причини, пресели се уиде доле у салата, сега дека е представништво на Шкода Фелиција. Тука имаше продавница. Спортеа Стиво, таму имаше продавница на Мак Промет, после се испразни, таа беше цялата стубови. И меѓу стубовите наместиме душеци, па кој удареме со стубови, али нема проблем, желба за да бидеме брачи огромна. Сите овие тука што ги наброи, сите продолжиме таму. Балканец не го беше решил прашањето за сала. И се селеше, од таму оди у текстилна, па у гимназијата, па кој што кажа господинот Тошо, па ние тогај више почнаме да настануваме кој пионерчиња. Балканец го нема решено прашањето за сала, а клубо оде, напредува, идеме на пионерски, на младински, постигнуваме резултати. И овие повозрастните борачи што беа у тоа време, договорија се, собраа се, мора да го решиме овај проблем. Рекувани на нас, ќе земете по еден душек, секој од вие младите деца борачи, ќе земете по еден душек на грбо и ќе го однесете пред собранието, пред вратта ќе оставите душеците. Собранието беше тука кај Кожалица Чешма, што беше сега е здравниот дом. Они ни рекои, ние извршуваме, они ни на нас, ние гледаме, они богови. Што ни рече, тоа прави. Заврши тренинго, добре Маринков, Столяр, исто сеќавам се, вика Санде, ва торбичката Јанија, однеси ми ја дома. И ја торбата на рамо, трчејќи, оставам од дома и врнам се па у градот доле. После тај период дојде до некоја смена. Само да кажам дека Балканец го реши прашањето околу салата. Пресели се у пожарниот дом и после тоа имаше проблеми. Сакаа да не селат, еве била салата на полицијата, требало да вежбат тамо, пожарникарите требало да држат вежби тамо, некои. Имаше проблеми, али од тука не излева борачите. Балканец тука остана. Тука кога дојде оваа генерација што ја наброи јас горната, малските деца што одеме на борење, од разни причини повлекоа се. Перо Сем като иде фудбал да играе, Владо Мурето не знам и он нешто иде некој друг спорт, останаме најупорни што бееме од малото и тоа Гоце Влахов, Давидов Благој, Душко Наков, тука беше Джамгјозов, али он беше пред нас, он меѓу генерација упадна некоја. Али исто и со нас има спортувано, и со нас има борено, и ние сме си иначе другари со него. Кога идеме у пожарниот дом, тренер на Балканец дојде Симон Шутев. Симон Шутев имаше желба многу да работи. Он беше неуморен работник. Он по цела ног ќе ти покажува захвати. Завршуваше тренинго и он ни вика: слушај, ти Санде, Гоци и Томе, останите после тренинг. Не се туширайте, останите, со вас имам нешто да разговарам. Другите борачи се облечат, отидат си. Ние останеме и он вика: слушај сега, ти Санде, денеска ќе го вежбаш чипето. Тоа е захват, чипе, знаат борачите што не слушат, што не гледат. Ти Томе вика ќе го вежбаш шултер, ти Гоци ќе вежбаш мелница. Он седне на страна, покажи ни го еднашка захвато и вика: 100 пати захвато ќе го направиш. Нас ни паднат и раци, и врат, укочеме се, нема кај него. И толку ги бееме тие захвати, толку се бееме соживеале со тие захвати, што и ноќеска кога спиеме, у соно, јас сеќавам се, мајка ми покојна викаше: добро бе си, шо ти ноќеска, вика, сон одби, вика, нешто, ритваш, вика, нешто друго. И јас кажу на овие другарите што ми се, и они викат: абе исто и ја го правам тоа. Значи, толку сме се соживеале со тоа, улезело ни една навика, што и ноќеска го тоа правим у соно. Значи, тоа инстинкт више добиеш некој. Тука многу работеше Симон Шутев со нас. И ја мислам дека еден од најзаслужните луѓе за таа генерација што викат сега втора златна генерација на Балканец,